Андреа Деолски. Деолски, да. Утрово во презимето додадовме, одземавме, ама тоа нема да не замери. А имено добре дојде за прв пат во утринска на Телма, колку ние постоиме и убаво е што ги запознаваме новите луѓе, како што ќе се потпреме на муабетот со пред малку со Владимир. Не те истраживме, туку дојдовме вистински до твојата адреса и интересна ти е твојата спортска биографија, така што ќе се продолжат неколку прашања. Инаку, колку тие кога сме кај светот на дигитализацијата го користиш во полето на секојдневниот живот, па сега и во спортот. Не знам сега кај тебе како е тоа? Па вака, прво благодарам за поканата. Мило ми е што ме поканивте и светот на дигитализација, па како ти гледаш видите, нормално денешно време, рилови, чат GPT, како што споменавме, мислам дека нема некој што не го користи тоа. Поготово еве јас сега во спортот како фитнес тренер, поготово како ЕМАСа фитнес тренер со сопствено студио, мора да си во текст со настаните, мора да си во текст со дигитализацијата, бидејќи мислам најголемиот маркетинг сега моментално произлегува точно таму, значи тие социјални мрежи, Инстаграм, Facebook, значи промоции, промовирање на пакети, некој точно како што кажа и на претходниот разговор, буквално некои клучни зборови кои да речам би допреле до клиентите, би допреле до широката маса на народ, бидејќи мојата начин на работа е ЕМАСа, тоа е електромускулна стимулација, значи е нешто ново, нешто иновативно, што да речеме во светот веќе го има 20 години, но кај нас за жал дури сега доаѓа, дури сега луѓето се запознаваат со тој начин на работа и мора многу точно и прецизно јас тоа да го пренесам до народот за да може они да го разберат, бидејќи како што ви кажав, сепак е многу ново, а кога е нешто ново е предизвикува страх. Кога говориме за дигиталната и таа технолошка иновација и писменост и трансформација, во случајот во талент не може. Тука ти сам си поседуваш нешто што си го искористил. А истовремено не може да нели вештачка интелигенција да вежба наместо нас. Можеме само да трпиме информации како на можеби на правилен начин тоа да го направиме, но добро е секогаш да имаме алтернатива нели за да напредуваме што повеќе. А јас би те прашала тоа што мене прво ме интересира со оглед на твојата биографија. Ја започнуваш кариерата во светот на спортот од најрана возраст, но во модерни танци. И сега ако зборуваме дека си бил и двукратен државен првак во латино танци, тогаш како би го споиле тоа понатаму со кошарката, односно тој премин, не знам, мене барем не ми текнува нешто што е заедничко со латино танци и кошарка, можеби за тебе има нешто такво, но и како го правиш тој премин и зошто токму во кошарката, зошто не продолжуваш со латино танците и сега нели по кошарката па и ваквиот начин на Има сертифициран тренер. Практично успеваш на различни полиња да се и да бидеш успешен прек. Точно, да. Дали е љубопитност, дали е барање нешто во кое што вистински ќе се пронајдеш? Значи во спортот прво мора да се пронајдеш и во спортот мора да се заљубиш. Доколку не се заљубиш во спортот не може да бидеш успешен. Мојата кариера започнува точно од 6 години кога можам да кажам во основно училиште ни донесо едно флаерче за танци и на него имаше еден пар насликан и буквално мислам пријавете се, мислам дека се заљуби во таа слика, идам дома, викам на мајка ми јас сакам танц. Ме запишува на танци, нормално почнува на патчиња, чатчиња, вртење во кругови, држење за рака, но со текот на да речеме на годините преминува во еден професионален спорт каде што веќе се надпреваруваме и на бодовни надпревари, на државни првенства. И не знам, тоа е некако емоција, ритам, каде што човек едноставно се заљубува во таа емоција и со текот на годините, да, точно во 2011 и во 2013 станувам државен првак на Македонија во латино модерни танци. Преминот во кошарката, па баш во тие години 2011 кога Македонија освојува 4-то место на европско првенство и мислам дека тука многу млади деца, многу млади талентирани деца кои играле кошарка, баскет, веќе гледаат во иднината како се гледаат себе си како еден кошаркар. Значи сите се гледаме како Влади Илиевски, сите се гледаме како Тодор Гечевски. Така и во твојот случај. Така и во мојот случај, да, веќе с тие години, значи кога така некако повеќе излагам надвор, играм баскет, играм кошарка и веќе тој пат ме насочува кон кошарка. Иако ден денес мајка ми се уште сака да бидам танчер, но тоа за жал не е нејзино остварена желба.
Но пременот во кошарката почнува точно негде 2012-2013. Да дебютираш во работнички во прва македонска лига 2016 година и потоа за време на своето време практично во кошарката учествуваш во селекциите на македонската репрезентација од 14 до 20 години, успешна професионална кариера во првата лига. Така, да. Значи, точно, дебютирав на 2016 на точно 16 години, како најмлад играч бев во тогашната селекција на КК Работнички. И да кажем, тој е еден од најубавите моменти, мислам дека во мојата кариера, бидејќи на само 16 години излегов, да речеме, пред полна сала во тогашната мала сала. Тука беше друга сцена. Да, тука веќе е друга сцена, знаеш дека си на телевизија, знаеш дека играш за прва лига со сериозни професионални играчи и реков дека од сега сум веќе јас кошаркар, сакам да имам кошаркар. И ете едно убаво искуство, а нормално во текот на годините, од самиот почеток од 14 години до 20 години бев во селекциите и на македонската кошаркарска репрезентација, значи за сите младински категории. И можам да ги извадам исто така тие како едни од најубави, најдобри утакмици, најубави моменти. И години од својот живот. Да, и годините од мојот живот, бидејќи сепак станува збор за Македонија, се игра со утакмица со посебен карактер и утакмица со посебна емоција. И тие се единствени утакмици каде што името нели на дресот Македонија е побитно од презимето позади на дресот, односно што го носим. И мислам дека тие се едни од посебните. Да, и кон самиот крај или она кое што исто така е важно, она кое што во моментот го правиш, бидејќи си во завршни студии на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, се наоѓаме во време каде што имаме навистина голем број фитнес тренери, инструктори, голем број различни, да речеме, физички активности или рекреативни спортови, нешто кое што секој го одбира според индивидуално, секој си го прави својот собствен избор. Какво е твоето размислување или став во ова време во однос на тоа како да се направи правилен избор, нели бидејќи си завршеток на студиите и ќе продолжиш и понатаму во оваа работа? Што е она што како препорака за оние кои што не знаат да се одлучат, се уште се мислат како и на кој начин да спортуваат или така вежбаат фитнес, што би препорачал од лично од тебе? Значи, лично од мене би препорачал да почнат со била каква физичка активност, макар да е тоа пешачење за почеток, што повеќе движење, возење точак и да користат планината водно, не со жичара. Тоа е мојата, да речам, прва препорака. Втора препорака, денес како што разговарав и на претходниот разговор, се движиме, се живее брзо, се живее, значи рапидно се менува се. Рапидно се менува, значи и најмалку се одвојува време за себе. Сега тоа време, јас и токму затоа беше иницијативата да започнам со МС вежбање, бидејќи трае само 20 минути, еднаш или два пати неделно. Точно така, и мислам дека секој може во денешно време да си одвои 20 минути за себе, за да си биде физички активен и во добра здравствена состојба. Колку траат часовите, како се слабе? Значи, часовите траат 20 минути, се вежба со тренер, индивидуални тренинзи се и по возрастна категорија на граѓани. Возрастна категорија, нема ограничување, буквално од 18 години до крајот на животот може човек да вежба и да се одржува во здраво тело и здрав дух. Оваа приказна ја продолжуваме, доаѓаме кај вас токму во центарот и во студиото, ќе ги објасниме вежбите. Еве јас ветувам дека за скоро ќе го екранизираме тоа, а верувам дека оваа твоја приказна денес тука нема да застане, па ќе имаме многу почесто и за други успешни теми, така што само напред ќе посакаме за Андреја. Фала, многу благодарам.